Божјата промисла за спасение на човештвото беше најавувана преку пророците од Стариот Завет, а планот дека Отецот си го дава својот единствен син Исус како жртва за нашите гревови, беше и самата предслика кога Бог побара од Авраам да го жртвува својот син единец Исак. Се сеќавате на тоа? Она што е интересно во таа сцена кога ја читате од Библијата, гледаме дека Бог му наоѓа и обезбедува заместителна жртва на Авраам, така Исак беше поштеден. Но сето тоа е најава за тоа дека Бог е тој кој што обезбеди жртва што ќе ја замени нашата осуденичка казна, која што беше казна со смрт и преку тоа ќе бидеме поштедени. А тоа значи Бог го даде својот син Исус Христос. Тоа е жртвата која што ни овозможи спасение и праведност. Бог има Божји стандард, возвишен Божји стандард кој што го објави и го пренесе на Мојсей преку Божјиот закон. Преку законот Божји се спознава гревот и последиците од гревот. Тој закон беше воспоставен со крвта на жртвувани животни, но знаете од луѓето дека никој не можеше да го исполни тој закон, заради тоа што сите грешеа и во нив дивееше таа човечка бунтовничка природа, што сите ние ја наследивме нели од преку Адам, односно преку Адам и Ева. Срцата на луѓето беа тврдокорни и суетни, не се променуваа, тие жртвуваа животни, но не можеше да бидат променети во нивното срце. Затоа и законот не можеше да отвори пат за да се влезе во Божјото царство. Неопходноста од Спасител веќе беше длабок копнеш за целиот Израелев народ. Исус Христос е Господ. Пред тој да дојде на земјата, тој ја делеше истата слава со својот Отец. Но кога тој дојде на светот, тој се откажа од местото на својата слава. Тој се понизи за да стане човек. Затоа ќе прочитаме и од Филипјаните, 2 глава, од 6 до 8 стих, вели, кој иако е во Божје обличие, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши самиот себе, изеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Значи, Исус ни постави пример, кој што треба да го следиме. Во Јован 6 глава, 38 стих, Исус вели, зашто не слегов од небото да ја извршувам мојата волја, туку волјата на оној кој ме испратил. Амен. Причината за доаѓањето на Исус на земјата беше да ја исполни волјата на Отецот Небесен. Која беше таа волја? Нели знаеме дека Бог ја створи земјата, дека Бог го створи човекот по неговиот лик, но зошто? За човекот да господари на земјата. Да, но со што да господари? Со Божјата љубов и со Господовата слава. А зошто? За да се воспостави Царството Божјо на целата земја. Амин. Да повториме уште еднаш. Бог ја створи земјата и Бог го створи човекот по негов образ, по негов лик. Со која цел? Со цел човекот да господари на земјата. Како би господарел? Со Божјата љубов и со славата Господова. Така? Но зошто би било тоа? Со која цел крајна? За да биде воспоставено Царството Божјо на целата земја. Исус дојде да го обнови и да го воспостави Царството Божјо на земјата преку покорноста и љубовта како принцип на Царството Божјо. Значи, покорноста и љубовта се принципи на Царството Божјо. И затоа во Јован 15 глава ќе слушнеме од 9 до 12 стих, вели, како што ме возлюби Отецот и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов, вели Исус. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја. Како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Кои се заповедите на Исус, кои што ги покажа во практиката, во секојдневието и во односот со луѓето? Сакај го Господ твојот Бог
со сето свое срце, сиот свој разум, сета своја душа и сила и сакај го ближниот како себе си. Амин. Значи, какви се тие заповеди? Тоа се заповеди на љубов. Да љубиме. Љубовта е принцип на Царството Божјо. Затоа Исус вели, по љубовта ќе познаат дека сте мои ученици. Не по тоа дали сте православни, протестанти, католици, дали правите манастири. Вие можете да го правите. Но тоа вас не ве приближува при Бога. Дали разбирате? Ние сме привлечени кон Бога по Негова милост и влегуваме во Неговото присуство преку Исуса Христа. Но ако го познаваме Бога и ако сме ја примиле Неговата љубов во нас, тогаш наша должност е оваа љубов да ја споделуваме со сите останати. Во Новиот Завет, кога читаме за мисијата на Исус, ќе забележиме дека мисијата на Исус беше разгласена со една силна порака, која што е покана за да влеземе во Царството Божие. И таа гласеше: покајте се, зашто се приближи Царството Божјо. А тоа што значеше? Тоа значеше: одвратете се од вашите грешни патеки и тргнете по Божјиот пат кој што сум јас. Исус е патот. Исус е вистината и животот и никој не доаѓа при Отецот освен преку Него. Исус е тој за кого гласот од небото кажа: ова е мојот возљубен син кој ми е по волјата. Исус е тој пат кој што не води во заедништво со Бога. Исус е тој кој што е врата. Кога зборувам за врата, можам и да го прочитам, ако имате и можете брзо да отварате Библија, но јас го имам тоа подготвено. Во Евангелие по Јован, во 10 глава, во 9 стих, вели: јас сум вратата, секој што ќе влезе преку мене, ќе се спаси, ќе може да влегува, да излегува и да наоѓа пасиште. Амин. Кој е вратата? Исус. Матеј 7 глава, 13-14 стих, слушаме: влезот во Божјото царство е низ тесна врата, а мнозинството луѓе одат по широкиот и лесен пат кој води во пропаст. А мала е вратата и тесен е патот што водат во вечен живот, и мал број луѓе го наоѓаат. Бог сака да влеземе во Царството Божјо. Бог сака да тоа Царство Божјо биде исполнето со Негов народ, со народ кој што ќе се радува и ќе го прославува Бога, народ кој што ја исполнува волјата Господова и кој што е осветен, кој што живее во светоста и чистотата Божја. Кога зборуваме за Исус, кога читаме од Новиот Завет, ние гледаме дека животот на Исус не ни даде модел на религиозно однесување, туку ни покажа што? Ни покажа каков животен стил треба да имаат Божјите деца. А кои се Божји деца? Сите оние кои што поверувале во Исус Христос и го примиле за свој Господ и Спасител. Во Евангелие по Јован, знаете, во 1 глава, дека е пишано: сите оние кои што поверуваа во Неговото име, Бог им даде власт да станат Божји деца, кои што не се родија по волја на маж, ниту од поход, туку од Бога. Амин. Тоа сте сите вие. Дали сте радосни? Некако. Дали сте радосни? Кој е Божјо дете тука? Не гледам. Може ли рацете да ги видам? Кој е Божјо дете овде? Кој тука верува во Исус? Сите. Алелуја, слава на Бога. Кога го гледаме Исус, кога го гледаме Неговиот модел, Неговиот пример кој што ни го остави, ние треба тој пример да го примениме во практичноста. Исус ни покажа како да бидеме покорни кон Бог Отецот и како да ја извршуваме волјата на Отецот. Веста која што Исус ја ширеше низ целиот Израел беше за обновителната сила за обновувањето на Царството Божјо. И тоа беше проследено со обновување на луѓето, со нивно исцеление, со нивно ослободување. Ајде да го прочитаме и тој стих, Матеј 4 глава, 23 стих, пишано е: Исус одеше по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите, проповедајќи радосната вест за Божјото царство и исцелувајќи секакви болести и заболувања кај луѓето. Значи, Исус одеше по цела Галилеја, но
поучуваше по синагогите. Зашто? За Божјото царство, исцелувајќи ги луѓето од секакви болести и заболувања кај луѓето. Значи, целта која што Исус дојде да ја изврши е да го возобнови царството Божјо на земјата. И кога тоа го проповедаше, тоа беше проследено со обновување и исцелување на луѓето од секакви болести. Во Дела апостолови во 10 глава, 38 стих, слушаме дека Исус изврши чуда и знаци преку Светиот Дух. Вели, го знаете Исуса од Назарет, како Бог го помаза со Светиот Дух и со сила, кој помина, правејќи добрини и оздравувајќи ги сите кои ѓаволот ги измачуваше, зашто Бог беше со него. Исус беше помазан со Светиот Дух и со сила, извршувајќи ја Божјата волја. Тој ја демонстрираше Божјата љубов, правеше добрини, како оздравувајќи ги сите луѓе кои што беа разболени од ѓаволот. Значи, тој е примерот кој што и ние, ако веруваме во Исус, треба да го следиме и да го извршуваме. Ние тоа не можеме со наши усилија, со наши напори, мисли и слично. Но Бог е тој кој што може, кој што действува и действува во секој и во сите. Амин. Исус ги исцелуваше луѓето и ги разрушуваше делата на ѓаволот со кои што тие беа потиснати. Болестите се дела на ѓаволот, тие не доаѓаат од Бога. И Исус што правеше, ги ослободуваше од тие стеги на сатаната со кои што ѓаволот ги држеше во робството, нели? Исус ги учеше луѓето како да живеат со Бога и неговите зборови носеа дух и живот. Им беше светло, им беше надеж. Тоа беше радосна вест која што го радуваше секое срце. Радосна вест дека Бог ме сака и ме поканува да влезам во неговото царство, да влезам во неговата слава, да влезам и да го славам неговото име, да влезам во веселбата што тој ја прави. Во прво Јованово послание, 3 глава, 8 стих читаме: кој врши греф од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Затоа се јави Божиот Син, за да ги разурне делата на ѓаволот. Зошто се јави Божиот Син? За да ги разруши делата на ѓаволот. Знаците и чудата кои што беа проследени во мисијата на Исус, кога тој проповедаше радосната вест за Царството Божјо, знаците и чудата кои што го проследуваа сето тоа предизвикуваше голем восхит меѓу израелците. Но исто така предизвикуваше и голема провокација, голем отпор на некој начин и сомнежи кои што се изразуваа највеќе низ вероучителите кои што го следеа таму каде што Исус проповедаше. Но зошто тоа се случуваше? Затоа што токму тие кои што беа свештеници се чувствуваа загрозени од Исус, но истовремено и завидуваа заради тоа што дотогаш не беа виделе толку чудеса и знаци. Не беа виделе затоа што Исус е Господ. Тие видоа, но не разбраа, зашто срцата им беа закоравени. Во Матеј 12 глава, од 22 до 28 стих, читаме многу силно дејство. Тогаш доведоа при него еден обседнат од демон кој беше слеп и нем. И го исцели, така што слепонемиот проговори и прогледа. И сите мноштва се восхитуваа и зборуваа: не е ли овој синот Давидов? А фарисеите, кога го чуја тоа, рекоа: овој ги изгонува демоните само преку Велзевул, владетелот на демоните. Исус, знаејќи ги нивните мисли, им рече: секое царство разделено против себе си запустува и секој град или дом кој се разделил против себе си нема да обстане. Иако сатаната изгонува сатана, тој се разделил против себе си и како ќе обстане неговото царство. Иако јас ги изгонувам демоните преку Велзевула, преку кого ги изгонуваат вашите синови? Затоа тие ќе ви бидат судии. Но ако јас ги изгонувам демоните преку Духот Божји, тогаш Царството Божјо дошло врз вас, рече Исус. Амин. Што забележуваме од оваа сцена? Исус ја демонстрираше силата на Царството Божјо, кое што се излеваше преку Светиот Дух со кој што Исус беше помазан. Исус со исцелувањето на луѓето и со нивното ослободување од демоните освојуваше нови територии за Царството Божјо. Имено секој човек е створен за да биде носител на Божјата љубов, да биде сад на Божјата љубов. Секој човек е створен да ја изразува Божјата љубов и да го рефлектира Божјиот карактер и слава.
Бог сака да бидеме негови садови. Ѓаволот се плаши, се чувствува загрозен. Затоа ѓаволот ги мами луѓето. Како? Ги заведува да извршат грев. Кога тие ќе вршат гревови, тие стануваат робови на гревот. И тој ги држи во заблуда, дека се отфрлени, дека се несакани, дека Бог заборавил на нив. Кога тие вршат грев, кога луѓето вршат грев, тоа е врата, тоа е виза за ѓаволот да влезе во семејството на тој човек, да влезе во неговиот живот, да го малтретира, да му наметне болести, стравови, депресија, плач, беда, сиромаштија, проблеми во семејството. Кој допушта? Бог не допушта. Ние допуштаме ако грешиме. А како да не грешиме? Тоа само Бог може и само Бог ни дава сила. Сами не можеме. Ако сами одиме по своите патеки, тогаш сме деца на непокорството. Но ако слушаме за ова радосна вест и ја примаме пораката дека навистина треба да се покориме, како што Исус се покори под апсолутниот Божји авторитет, тогаш Бог ќе управува со сите аспекти на нашиот живот, со нашите мисли и емоции, со нашиот карактер. Бог ќе владее во сите односи, аспекти, во релациите со луѓето. Ние треба да дозволиме. Бог е семоќен, но Бог не принудува. Бог ни дава на срце да одлучиме дали сакаме да влеземе во Неговото присуство и да имаме единство со Него, или пак ќе одиме по своите патишта кои што водат во пропаст. Во Лука, 9 глава, 1 и 2 стих. Читаме откако ги повика 12 мината, им даде сила и власт над сите нечисти духови и да лекуваат болести. И потоа ги прати да го проповедаат Царството Божјо и да лекуваат болни. Исус, најпрво тој, ја проповедаше радосната вест за Царството Божјо и тоа беше пропратено со знаци и чуда, со исцелување на луѓето. Но потоа ги ополномошти своите ученици и им даде сила и власт над сите нечисти сили, над демоните, над болестите, но тоа беше задача која што тие ја извршува како? Проповедајки го Царството Божјо. Да се проповеда за Царството Божјо значи да се демонстрира љубовта Божја која што исцелува, ослободува и обновува. Амин. Исус го ширеше Царството Божјо, учејќи ги луѓето дека тоа се воспоставува со што? Со Божјата љубов, која што во моментот кога е најтешко, треба искрено и изобилно да се излее низ нашето срце. Тоа Бог не научи. Ако те ударат по едниот образ, заврти го и другиот. Тоа не беше филозофија на живење, туку тоа е израз на тоа дека навистина Бог е во тебе. Кога човек те мрази и не те сака, може би човечки нормално е да ти исто така возвратиш со несакање. Но Исус ни покажа самиот тој, не само со зборови, туку и со дело, дека ако го познаваме Бог, треба да љубиме дури кога е најтешко, дури кога не мразат. На гората на блаженствата, Исус кажа прекрасна проповед за тие блаженства. И што научивме кога читаме од Новиот Завет? Дека благословени сме кога сме тажни, кога сме угнетувани, кога сме жедни за правда, кога сме милостиви, кога сме прогонувани заради Неговото име, бидејќи тогаш ни припаѓа Царството Божјо и се што е во Царството Божјо, тоа е утеха, мир, радост, љубов. Исус ни покажа дека сите ние, кои што го примаме Евангелието за Царството Божјо, имаме улога да сме сол и светлина на овој свет. Доколку на овој повик не откликнеме, тогаш сме неплодни, тогаш сме без функционалност, тогаш сме како какол кој што се фрла, како неплодна прачка, како риба фатена во мрежа, а потоа фрлена. Затоа ќе прочитам стихот од Матеј 13 глава, од 47 до 50 стих, вели: и пак Царството Небесно уште е слично на мрежа, фрлена во морето, која собира риби од секаков вид. Кога се наполни, ја извлекоа на брегот и седнаа.
па ги собраа добрите во садови, а лошите ги изфрлија. Така ќе биде и на свршетокот на векот. Ангелите ќе излезат и ќе ги одделат злите од среде праведните и ќе ги фрлат во огнена печка. Таму ќе биде плач и чкртање на заби. Да бидеме сол на земјата ја истакнува нашата улога како представници на Бога, како негови соработници кои што работат за проширување и воспоставување на Царството Божјо на целата земја. Значи, Бог сака да сме соработници, сака да земеме учество во воспоставувањето на Неговото царство на земјата. Што е улогата на солта? Каква е солта? Солта создава жет. Кога се става на рана, пече раната. Солта овозможува зачувување, овозможува заштита од расипување на продуктите. Кога се става на урда, кога урдата има сол, не фаќа мувла. Кога рибата се премачкува со сол, таа без да биде замрзната може да се пренесе од едно до друго место. Кога се става на зимница од озгора, зимницата не се расипува. Така? Ако се посоли на храна, самата храна придобива вкус. Храната без сол каква е? Блуткава е, не е убава. Во Матеј 5 глава, 13 до 16 стих читаме: Вие сте во улога на сол на земјата. Ако солта стане блуткава, како ќе се врати солениот вкус? Таа ќе стане безвредна, ќе биде фрлена да ја газат луѓето. Вие сте во улога на светлина на светот, како осветлен град изграден на врв планина, за сите да го гледаат. Никој не пали свеќа за да ја покрие со капак, туку ја става на свеќник за да им свети на сите во куќата. Така и вие, бидете светлина пред луѓето, нека видат добри дела во вас, па ќе го слават вашиот небесен татко. Амин. Значи, повикот е да бидеме корисни, да бидеме извршители, работници, кои што неуморно работат за слава на Бога. Знаеме дека Бог е светлина, но Исус тука ни објаснува дека ние сме во таа улога да бидеме светлина на светот, кој што е помрачен од гревот и од сатаната. Знаете, месечината е небесно тело кое што нема своја светлина. Таа ја рефлектира светлината од сонцето. Месечината е карпеста и таа ја рефлектира светлината од сонцето. Така и ние, кога го имаме Исус во нас и кога Тој господари над нас и се изразува низ нас, ние ја рефлектираме неговата светлина преку добри дела, кои што луѓето кога ги гледаат примаат доказ. Зашто? Дека светлината Божја е примамлива, дека е потребна. Кога ние комуницираме со луѓето изразувајќи го Христовиот карактер, ние рефлектираме неговата љубов, Божјата љубов. Ако човек се прашува каква е Божјата љубов, без да чита Библија, тоа ќе го осознае во комуникацијата со вас, бидејќи вие го изразувате Христос. Тоа е нашата улога. Да бидеме представници, амбасадори на Бога, кои што го изразуваат Христос, да го научиме начинот како тој размислува, како се однесува, како зборува. Ако допуштиме Бог да управува низ нас, тоа ќе се случи. Бог ни дава да го спознаеме неговиот, Божиот менталитет преку Словото Божјо. Бог не повикува да зрачиме со неговата светлина која што се изразува со чистота, со честност, со праведност, со љубов. И кога луѓето ја примаат оваа љубов, тие примаат доказ дека Божјата љубов е неодолева. Амин. Луѓето кои што се угнетени, оптеретени, кои што се робови на ѓаволот, кои што пропаднале во мракот, кога ве гледаат вас, тие гледаат дека има излез. Тие гледаат дека има светло на крајот од тунелот. Амин. Дали разбирате колку е ова важно? Дали го разбирате ова? Зошто велам дали го разбирате ова? Затоа што луѓето не се свесни, христијаните не се свесни дека ѓаволот сака да заборавите на оваа улога која што Бог ви ја даде и овозможи. Затоа ѓаволот ве занимава со различни мисли, со различни проблеми, со различни ситуации, дефокусирајќи од главната цел, а тоа е да го изразуваме Христос и да освојуваме територии.
za него, за да се воспостави нова територија, да се воспостави на секоја територија Царството Божјо. Како рековме дека се воспоставува Царството Божјо? Принципите кои се? Љубов и покорност. Љубов и покорност. Матеј 5 глава 44 и 45 стих читаме. Јас пак ви велам, покажувајте љубов спрема своите непријатели и молете се за доброто на оние што ве прогонуваат. На тој начин вие ќе се однесувате како деца на вашиот небесен татко, чие сонце изгрева и за лошите и за добрите. Тој им испраќа дожд и на праведните и на неправедните. Преку Исус ние сме посинети, направени сме Божји деца. А тоа значи дека Создателот на секое творение, оној кој што створи се, кој што го створи овој универзум и се што спознаваме и што не знаеме, Креаторот на се станува наш татко. Создателот на се ми е татко. Мене ми е татко Создателот на се. Креаторот на се. И јас сум радосен заради тоа. Вас кој ви е татко? Кога го праша учениците Исус како да се молиме на Бога, Исус им ја кажа молитвата Оче наш. За да се оствари волјата на Таткото Небесен, а тоа значи да се воспостави Божјото царство, Исус ни ја кажа оваа молитва. И затоа сосем накратко ќе разгледаме во Матеј 6 глава 9 и 10 стих вели: туку молете се вака: Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Доволно е, знам дека ја знаете. Кога велиме Оче наш или Татко мој, тоа значи израз на љубов и блискост кон Бога. Кога му се обраќаш со Татко мој, ти градиш една лична релација кој што ти дава сигурност дека Бог е тука, дека Бог те милува, дека ти си Божјо дете. Кога се молиме со Татко мој, тоа ни ја зацврстува релацијата со Бога. Како што слушнавме, како следува: да се свети името Твое. Тоа е израз на поклонение и на славење на Бога. Значи, откако сме го познале Бог како наш татко и како наш апсолутен авторитет, тогаш изразуваме длабока почит кон него со тоа што велиме да се свети името Твое. Потоа следува стихот: да дојде царството Твое како на небото, така и на земјата. Што тоа значи? Кога ова го изјавуваме во молитвата, треба да знаеме дека не се молиме за нашите цели, за нашите потреби, туку се молиме за Божјите цели и за Божјата волја. А кои се тие? Да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Дали разбираме? Да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Тоа треба да е наш приоритет. Тоа треба да е наша цел. Ако ние навистина сме новородени, нема да бидеме егоцентрични, да мислиме на нашите потреби и на нашите себични цели. Туку ќе бидеме богоцентрични, а тоа значи фокусирани кон Бог, кон Божите цели и кон Божјата волја. Ќе копнееме да се воспостави Царството Божјо насекаде околу нас. Зошто? Бидејќи тоа е единствен начин да бидат задоволени сите луѓе и сите потреби на човештвото. Вие сте свесни дека околу нас има неправда. Вие сте свесни дека не е совршено. Колку луѓето да создаваат општества, системи и слично, неправдата е присутна затоа што кнезот на овој свет е ѓаволот. Тој власта ја има затоа што Адам и Ева му ја дадоа. Земјата беше дадена да господарат Адам и Ева, но кога тие не останаа покорни на Бога, туку го послушаа ѓаволот, она што тој ги излаже и ги заведе да го направат, мандатот нивни го превзема ѓаволот. И затоа се што прави, тој прави во разурнување и во деструкција. Дали го разбирате тоа? Да. Но ние копнееме како христијани да се воспостави Царството Божјо. Тоа е наша примерна цел. Тоа е нашиот копнеж. Ако Божјите цели станат наши цели, ние се усогласуваме со Божјата волја
И молитвата ќе ни стане начин да копнееме, да станеме инструменти на Бога, односно алатка во Божите раце, да Бог действува и го прави тоа што му е него угодно. Многу е важно да знаеме дека Бог знае за нашите потреби и знае се што ни е потребно. Бог ги знае и нашите мисли, нашите проблеми, нашето срце, нашите потреби во семејството. Но, кога ние ги изразуваме нашите барања во име на Исус, тогаш имаме уверување дека Бог сето тоа ќе ни го овозможи. Нашиот фокус не се потребите. Нашиот фокус е Бог и Царството Божјо. Амин. Затоа во Матеј 6 глава 31 до 33 стих читаме: па затоа не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме, или во што да се облечеме, зашто сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но барајте го најнапред Царството на Бога и Неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. Амин. Грижите и размислувањето за земските ситуации, кои што секојдневно се соочуваме, не дефокусираат од целта да ја извршуваме волјата на Отецот. Затоа ние треба да имаме потполна доверба во Бога. Барањето на Царството Божјо и Неговата праведност треба да ни е приоритет, а сето тоа другото Бог ќе ни го обезбеди. Бог е верен, Бог ветува и Бог исполнува. Верувам дека многу пати сте се увериле за тоа како Бог ги обезбедува сите наши средства и сите наши потреби. Копнежот да се воспостави Царството Божјо на земјата, тој копнеж треба да го манифестираме не само во молитвата, туку и во практичното секојдневие, постојано. Како? Кога ќе ги манифестираме Божите заповеди, а тие беа заповеди на љубов. Кога ние со љубовта действуваме и со покорноста кон Бога, ние сме отворена Библија. Луѓето препознаваат дека носиме нешто. Тоа не е од нас самите, тоа доаѓа од Бога. Дали разбирате? Така Бог не повикува да работиме според Неговиот план, според Неговиот урнек кој што Исус ни го даде. А сите оние потреби кои што ги имаме, Бог ќе ги обезбеди. Нашиот повик не е да бидеме себични, да ја бараме својата правда, да се докажуваме, туку да ја бараме Божјата праведност. Барајте го Царството Божјо и Неговата праведност и се друго ќе ви се придодаде. Слава на Бога. Слава на Господ. Верувам дека сте инспирирани и уверени во тоа дека навистина Бог се знае и дека се е во Неговите раце. Да му се довериме во целост и нека да кажеме сите заедно: Ти благодарам, Господе, што ми даваш волја за живот, што ми покажуваш зошто ме створи, што ми покажуваш, Боже, дека Твоите цели треба да бидат моите цели. Насади ги, изрезбај ги во моето срце, во моите мисли. Направи ме Твој инструмент. Јас Ти благодарам, Татко мој, во името на Исус. Амин. Слава на Бога. Слава на Господ.